Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде, пред споменикот на македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев, во чест на одбележување на 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. На денешен ден, 23 октомври 1893 година, во Солун е основана внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, која подоцна станува Македонско национално движење и действува со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. На 23 октомври 1893 година, куќата македонскиот книжар Иван Основоположниците биле доктор Христо Татарчев, Раме Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Баданчиев. И основаат конспиративна група, нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет. Организацијата се борела за ослободување на Македонија со сопствени сили, без помош од надвор. Формирањето на внатрешно македонска револуционерна организација значело почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република преку нов резултира со создавање современа, самостојна македонска држава. Во 1893 година во Солун е основана Македонска револуционерна организација со цел ослободување на македонскиот народ од империализмот и превласта на околните сили и остварување на неговите основни права на самостојност и идентитет. 23 октомври се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и на националностите кои живееле на оваа територија за формирање независна држава. Во политичка смисла, тогаш борбата за автономија значела формирање самостојна држава. Затоа, 23 октомври символизира континуитет на македонската борба за независност, што резултирал денеска да имаме сопствена независна држава. Факелот го прифатија десетина, стотина, илјадници следбеници. Многу од нив се и ученици на славните учители. Еден од највозвишените секако е Гоце Делчев. Светлината, која кај народот ја символизираше Свети Илија, овие следбеници ќе ја обединат на Илинден 1903 за да сјае до ден денешен. Организираниот почеток на македонската револуционерна борба беше израз на најхрабрите и најобразованите луѓе од тоа време. Луѓе со бистра мисла и чисто срце. Херои кои сакаа да ја поврзат и обезбедат иднината за сите македонци, без разлика на верска или етничка припадност во заедничката борба за државност. Нивната мисија беше да ги обединат напорите на слободолюбивите македонци, власи, роми, албанци, турци, подготвени да застанат под бајракот за ослободување на Македонија од робство. Од секогаш македонскиот народ се стремел кон една единствена цел – независна, суверена Македонија. По патот на незината независност се испречувале мрачни сили и сценарија, но како и секогаш, нашиот народ успеал да ги надмени. Одбележувајќи ги овие светли моменти од нашата историја, горди сме што сме македонци и што живееме во слободна, независна и суверена Македонија. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава им. По повод 23 октомври,
Ден на македонската револуционерна борба. Пред споменикот на Гоце Делчев, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, Совет на општина Делчево, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, овдешниот собир завршен. Нека ни е честит 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба. Пријатен ден!
да одржи на овој